Добро утро. Или добар ден, како сакате. Во секој случај ова е време во кое разговараме за повеќе слојност на бизнис амбиентот во Македонија. Овој пат ќе се обидам тоа да го сведам на есенцијата од каде почнуваат и идеите и образованието. Тоа се универзитетите. Во ова време на пандемија се чини дека избрзаната или очекуваната дигитализација на општеството не одведе во нови предизвици. Затоа разговарам и со машинскиот инженер, универзитетскиот професор и проректор на Универзитетот Гоце Делчев, Мишко Джидров. Добро утро, професоре. Добро утро. Како сте? Добро, благодарам на прашање. Добро. Сега, ја имам еден пристап на помалку представување. Вие бевте на додокторски студии во Кина. Кога од овој аспект ќе ја гледате мала Македонија и голема Кина во сликата на случувањата, што е тоа што ние можеме да научиме од аспект на стампедото на образованието и развојот на Кина наспроти една европска Македонија? Токму така, јас магистрирав и докторирав во Wuhan University of Technology. Поминав прекрасни 6 години во Кина. Од таму тоа искуство кое што го собрав е многу значено и за мојот развој, но и на универзитетот на кој што работам. Па така можам да кажам дека образованието е ставено на едно повисоко ниво од, како што кажавте вие, во една наша европска Македонија. Таму, значи, професорите и она интеракција со студентите е издигнато на едно повисоко ниво. Професорите се оние кои што студентите ги слушаат. Професорите се оние кои што им се обраќаат за најразлични прашања. Едноставно се гледа кон образованието како една најдобра патека за да се успее во тоа општество. Така да таму конкуренцијата е многу голема, има многу универзитети, има многу студенти и едноставно за да се успее во тоа општество е потребно да се има квалитетно образование. Имав среќа да бидам на еден голем универзитет, кој што е еден од 101 универзитети кој што ги има определено Кина да бидат директно под контрола на нивното Министерство за образование. Така да и тоа е едно убаво искуство во кое што државата, образованието се определени кои универзитети ќе бидат директно под контрола за тие универзитети на крај да ги дадат оние резултати кои што ги очекува државата. Тие некои искуства се позитивни, но во секој случај ние можеме да видиме, да научиме и од нив, но и од многу други држави и сето тоа да пробаме да го примениме во нашата држава. Уште малку Кина. Професоре, од аспект на пандемијата, што би можеле да извлечеме како заклучок од брзината или сеопфатноста на справувањето со пандемијата во Wuhan, во извориштето на COVID-19 и како тоа возможно? Дали само со дисциплина и со мерки на присила кинезите успеа Wuhan да го изолираат и да направат сепак сега една нова оаза на здрав град или на, би рекол, здрава држава, бидејќи Wuhan има меѓу 9 и 10 милиона жители. Да, токму така. Поради тоа што бев во Wuhan, останав во комуникација со голем дел од професорите, следев што се случува, можеби ми е криво затоа што цел свет ќе го знае Wuhan по оваа пандемија, јас ќе го знам по многу подобри причини, но во секој случај постојано следев што се случува таму, видов дека, мислам дека најосновната причина зашто најдобро се справија од сите држави по светот е дека едноставно се почитуваа мерките и препораките. Значи едноставно со затварање на цели градови, како што спомнавте, 8, 9, 10 милиони Wuhan, едноставно со слушање на тие препораки, неизлегување, едноставно следење на сите препораки од властите можеше да се даде еден одговор. Таму е проблем што тие градови не само што се големи, туку има голема популација
е сконцентриран во централните градски подрачја. Раздвиженост, ако не се ограничи, тој вирус би се прошил многу побрзо низ цела држава. Така да тие едноставно го затворија Вукан, понатаму имаше нели по некои градови се прошири по мал број, но сепак се слушаат тие мерки и успеа да дадат добар одговор. Сега разговарам со Мишко Джидров, проректор на УГД и професор на Машински факултет, од еден друг аспект. Ова дигитализација ми се чини дека УГД ја крена на начин на брза реакција, за разлика од некои други универзитетски центри кои исто така се адаптираа, но вие мислам дека имавте доволно искуствен потенцијал за да можете да изведете онлайн настава, онлайн испити, онлайн истражувања трибини. На што се должи таа подготвеност? На писменоста, на волјата, на стратегијата? Па морам да кажам дека на сел тоа што го наброивте, затоа што пред 14 години кога е почнат универзитетот Гоце Делчев, веднаш се почна со развивање на наши алатки за онлайн работење. Тука, значи, тој пристап, таа стратегија почетна, таа визија која што имал од почетокот ректорот, проректорите, сето тоа придонело да универзитетот да може во 2020 година да биде спремен за една пандемија. Така да беа развиени системи, јас ќе ги споменам само кратко за учење, каде што беа присутни сите наши материјали, библиотека, каде што нашите студенти не плаќаат за книги, тука едноставно влегуваат, ги симнуваат сите материјали од таму и учат од нив. Понатаму тука електронскиот индекс, кој што возможува едноставно студентите сите работи да ги извршуваат онлайн. Значи од пријавување, баш буквално од минатата година имаме од упис на факултет до дипломирање, сите активности можеше да ги извршуваат онлайн. Така да сето тоа, таа визија почетна придонела да ние со текот на тие 14 години тие наши алатки ги развиваме, но ќе споменам дека не е само важно да ги имате тие алатки, туку е многу исто важно да ги користат вашите професори па и студентите. Така да нашите професори пополека се навикнати на сите тие алатки, ги користат, едноставно толку е лесната целата таа работа да ако некој има момент кога системот можеби се прави некој апгрейд и не работи, едноставно ќе почнат одма да се јавуваат и да прашуваат што е проблемот со нашите системи. Така да сето тоа ни олеснува нашата работа и можеби заради таа визија, стратегија, вклученоста на сите професори, па и администрација, мора да споменам дека имаме некои додатни опции во системите кои што ги користат и нашата администрација, така да сето тоа придонесе да бидеме многу поспремни кога започна пандемијата. Можам да кажам дека се случи во 3 дена. Че баш буквално во петок вечер стигна во март минатата година еден имејл од Microsoft да не потсети дека го имаме Microsoft Teams, а веќе во вторник имавме прво предавање на факултетот по информатика. Така да понатаму сите активности отидоа онлайн и успешно ги спроведовме во текот на веќе години и поколку што трае оваа пандемија. Професор Джидров, вие сте одговорен за настава во УГД. Тоа е еден мобилен тим на ректорот Боев, вас како проректор и професор Миркуловски. Сега сакам да ве прашам за нешто што како искуство би можеле да го стипулирате на начин на кој би објасниле што нам ни недостига да се подготвиме за ова дигитално време. Дали треба да се менува целиот концепт на до едукација, на субспециализација. Дали е потребно, например, нови дисциплини во медицинските науки, во машинските науки, информатичките науки. Дали за тоа има сознанија и универзитетските центри се подготвени? Значи, видете, сето оваа ситуација во која што се наоѓаме сега ни покажа дека таа технологија се развива многу брзо, а дека универзитетите не се движат брзо. Значи, мораме ние да се прилагодиме кон тие континуирани развои во таа технологија, односно да се прилагодиме, да ги прифаќаме полесно и да ги применуваме.
Значи едноставно не само студентските програми конкретно на тие факултети кои што ги споменавте туку, едноставно целиот универзитет мора многу полесно да ги прифаќа тие нови технологии. Некако мое видување лично е дека сме тромаво е високото образование, но едноставно сега оваа ситуација ни покажа дека мораме многу побрзо да се движиме. Затоа што ако сакаме некиме пандемијата не предизвика и мораме да го поддржиме овој чекор сега на промени, затоа што едноставно ако ние не го поддржиме, студентите веќе го поддржуваат затоа што се вклучени во најразлични платформи, најразлични онлайн активности, користат најразлични технологии, така да веќе ќе се осети тоа, тоа заостанување во тој развој. Така да тие сакате да речете дека студентите се понекаде и во некои области понапредни од да речем условно од по-конзервативните професори во користењето на социјалните мрежи, алатките, социјалната комуникација? Тоа можам слободно да го кажем. Едноставно тие се движат, излегуваат тие нови платформи, опции, алатки кои што многу лесно ги користат. Така да можеби тука е тој расчекор кој што е направен со професорите, претпоставувам дека ќе можеме да ги стигнеме во однос на развој на некои наши вештини за да можеме полесно да пристапиме во тој и во нивниот развој и во развојот на целиот универзитет. Така да мораме да следиме што се случува на глобално ниво. Ако не следите, ќе ги изгубите своите клиенти, студентите, ќе изгубите една обштествена перцепција дека нам не требаат не само високо образовани кадри, туку и субспецијалистички насоени кадри. Например, сега јас ве прашувам од аспект повторно на новите дисциплини и новите научни сознанија. Дали е време, например, на медицина од сега да се тресира патот, беки немаме специализации по-специфични, по-масовни, имунолошки, микробиолошки, дали на машинските и другите екзактни науки ни недостигаат алатки на применливост на знаењата во процесите на работа и процесите на општествена интеграција. Да, сега е моментот не само што треба да подзастанеме и да се запрашаме туку и веднаш да почнеме да даваме одговор. Затоа што, како што спомнавте, тие се потребни некои и студиски програми, и развој на алатки некои, и користење на веќе постоечки алатки. Затоа што ние може да збориме со тај развој на технологија, приватните компании полесно ги следат него универзитетите. Така да нашите студенти кои што завршуваат веќе се вработуваат во некои приватни компании кои што имаат софистицирани, софтвери, користат најнови машини, алатки, сето тоа ние мораме на некој начин, ние сме прилагодени, но мораме да го следиме тој развој, затоа што тие многу полесно се прилагодуваат кон тој развој. Така да и во медицината, и во машинството, сето тоа е потребно и што е можно побрзо да се прилагодиме, да се придвижиме кон тој брз тек на развој. Мишко Джидров, проректор на УГД, гостин во утрински брифинг. Професоре, малку невообичаено сознание, а и прашањето ми е индикативно. Вчера во преку Ману е организирана една дебата околу социјалното предприемаштво и така натаму. Прочитав, вашата тема беше Лего коцките како предприемачко и образовно предизвикувачки карактер и социјална интеграција. Зошто Лего? Тоа е станува збор за еден проект во кој што бе вклучен. Лего имаат развиено цела методологија која што се користи за развој на најразлични вештини. Како резултат на тој проект ние развивме методологија за развој на вештини баш во социјално предприемништво. Така да Лего тој визуелен пристап на работење со студентите, со младите, со невработените дава многу подобри крајни резултати. И едноставно тие проекти кои што ние ги спроведуваме на крајот завршуваат со веќе скоро готови идеи кои што можат студентите да ги искористат во развој во бизниси.
Така да, тоа е тоа тие што ги збориме модерни текови. Значи Лего во еден момент ги развил тие методологии. Дали ние можеме да ги примениме во нашата настава? Да, можеме. Сепак се остава тука на таа флексибилност, мотивираност на професорите, колку професорите имаат време да ги следат сите тие промени помеѓу што се случуваат во светот, така да без разлика дали е Лего или некоја друга компанија, сето тоа ние можеме да го искористиме и да биде многу подинамично, едноставно поинтересно за студентите и многу полесно да го совладаат материјалот и да развијат вештини кои што ќе ги подготват за оваа модерно општество. Сосема за крај, до сега разговаравме за универзитети. Сега сакам да ве прашам, професор Джидров, како ви се чини подготвеноста на предприемачите и менеджерите во оваа пост-ковид или ковид атмосфера на адаптација? Колку вие и ние, сите заедно, се адаптиравме на новите вештини, новите инвенции, новите предизвици, вклучувајќи се разбира и бизнес заедницата? Да, значи морам да кажам дека предприемачите едноставно ги следат тие промени, кај голем дел од нив и идеите им произлегуваат од тие промени. Едноставно секој нов предизвик гледат да дадат нов одговор кој што е понатаму го развиваат во некој предприемачки чекор. Така да тие едноставно мора да следат за да можат да функционираат, за да можат да опстанат. Не може да замислам како еден предприемач ќе може да развие некоја идеја ако не следи кои се тие промени кои што се случуваат околу него. Така да студентите, не само студентите, туку и сите помлади кои што влегуваат во тие предприемнички некои чекори, иако се спремни или не се спремни да го преземат ризикот, многу нели ќе биде убаво ако го следеле некоја определена област, знаат кои се тие промени кои што настанале таму, така да ќе можат и тие тој ризик кој што ќе го преземат да биде до некаде пресметан за на крајот нели да произлезе некоја добра бизнис идеја, бизнис компанија која што нели ќе функционира, ќе опстане. Па од друга страна ги поттикнуваме и нашите студенти да ги преземат тие чекори, едноставно да ги следат сите тие случувања, да ги следат повиците, да ги следат можностите за аплицирање за поддршка кои што ги има и од државата и од странство, така да сето тоа да се вклопи и да бидат на крај не само дипломирани студенти, туку да бидат едноставно млади, спремни за предприемнички чекори. Благодарам, тоа беше професорот и проректор на Универзитетот Гоце Делчев Мишко Джидров. И благодарам, ви посакувам добар викенд и успешна наредна недела во перцепцијата на тоа каде македонското образование може побрзо да фати приклучок. Пријатно. Благодарам, пријатно.